Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 99-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една нова итерација на и тоа како многу добро позната жанровска ТВ серија, која што има добиено свое издание за различна генерација на гледачи, појавувајќи се како стрип каиш првично, потоа во анимирана форма, во играни филмови, во рамки на ТВ серии, за денес да добие и своја стриминг адаптација од страна на човекот кој го има визуализирано светот во кој што макабристични ликови уживаат во гротеската, во нивната обсесија пред се со мрачното, што ги прави да бидат маргиналци на општеството, одвоени од обичното население и нивните тривијалности, кои не се прифатени баш поради нивните ексцентрични изгледи и способности од друга страна, но затоа си го наоѓаат своето место, својата заедница, своето стадо помеѓу сличните на нив, создавајќи си своја заедница на отфрлените, кои без знаење на ликовите со предрасуди кои ги прогонуваат, не баре се наследници на Франкенштейн, се токму тие кои се подготвени да го спасат светот од апокалипсата, знаејќи дека искомплексираните нормални луѓе нема да им бидат благодарни за нивниот удел, затоа што далеку сме од прифаќање на различностите и туѓите искуства од кои би можеле да научиме да бидеме подоголеми битија од тие што сме. Меѓутоа, оваа серија е еден чекор во стадиумот на релативизирање на што е тоа нормално и намалување на предрасудите кои што се имаат во контекст на луѓето кои го сакаат мракот, во кој што претпоставувам дека се вклучени и сите луѓе кои што ја слушаат оваа емисија и оваа радиостаница, а и водителот на самата емисија. Така што ова се тематиките до кои што допира серијата Wednesday, која што беше работена за потребите на Netflix, како што ќе напоменав, ова е 99-та епизода севкупно на ТВ 103, односно Wednesday е 13-та за оваа сезона, се погоди да биде тоа така за волја на хорор панк бендот. А на почетокот на емисијата ги слушнавме Гаупа, односно ја слушнавме Exoskeleton и Diametrical Enchantress, односно тоа се две композиции кои што се наоѓаат на албумот Myriad, а што е во прашање бендот Гаупа, тие се од Falun, односно од Шведска. Станува збор за стоен рок бенд кој што си поигрува со прогресивни влијанија, со дум, со фолк елементи, со психоделични влијанија на рок-н-рол од 70-тите, кој што го збогатува пред се артистичкиот белег кој што го имаат овие швеѓани, што превод значи Гаупа Линкс на шведски, од кој што ќе имаме можност да слушнеме уште една композиција, односно ја слушаме Ра во продолжение на емисијата, како и најава за самата серија. А доколку сакате да знаете како Wednesday Addams ќе се справи во новото училиште во кое што е запишана, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енимите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 99-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Wednesday, која што е надприродна coming of age хорор комедија, стриминг серија создадена од страна на Алфред Гоу и Майлс Милер, односно тоа се авторите на ТВ сериите Smallville, Charlie's Angels, Into the Badlands, исто така нивна ТВ серија, и The Shannara Chronicles. Серијата се базира на стрип-каишите кои што во 1938 година се појавени во магазинот Нью Йоркер. Почна да ги црта Чарлс Адамс, во кој правеше сатира пред се за идеалното американско семејство преку аристократската семејна заедница која е заљубена во макабристичкото, односно меѓутоа не е свесна за тоа дека околината ги смета за чудаци овие
деца на ноќта. Серијата е реализирана за стриминг гигантот Netflix, која може би најпогоден период за незино емитување ќе беше баш просторот околу Хелоуин. Меѓутоа, треба да разбереме дека од Netflix самите себе си се затрупаа со хорор содржина во октомври, а со тоа што јас рецензирав 2 нивни серии од тој период, односно антологијата на Гилермо Дел Торо 1899, немаше простор како Wednesday да биде вклучена во процесот на емитување во тој период, затоа што таа хиперпродукција ја истурка серијата да не го најде својот соодветен термин околу славието, кое на Wednesday може би најмногу би одговарало за разлика од другите 2 серии кои што ги напомнав, меѓутоа стана жртва на прекумерната понуда и непланското објавување, така што конкуренција пред се стана Netflix дури и самите на себе, со тоа не па против другите стримери, со кои се бори нели да го добие вниманието на гледачите и неговите претплатници. Според принципот на Netflix беше објавена во целост во еден ден, односно на 23 ноември, содржи 8 епизоди, од околу 50 на минути трае една епизода, некојаш повеќе, некојаш помалку, што значи дека за да ја изгледате во целост ви се потребни нешто повеќе од 6 часа, секако дека може да ја избинчате или да си ја преполовите на 2 дена по 3 нешто сати како мене и да ја изгледате например за еден викенд, така што изводливо е и на еден или друг начин да ја изгледате и нема да ви биде прекумерна ни едната ни другата доза, баш поради комичните елементи и леснотијата на прераскажувањето на приказната, на која што се базира пред се концептот на Wednesday. Netflix овој месец ќе објават уште една coming of age серија, односно таа е Far From Home, потоа ќе објават и шпионската The Recruit и Treason, фентези серијата The Witcher Blood Origin, анимираните Dragon Age Absolution, Лукизм, полската Dead End и Glitter, односно полските 2 серии, потоа португалските Time Hustler и Lady Voyeur, шпанските Smiley, The Most Beautiful Flower, Alpha Males и документарната Harry and Meghan и Beasts of Bangalore, Indian Predator, од кои што единствено Dead End има потенцијални шанси да ја погледнам од овие стандардно веќе 20 на ТВ серии кои што се реализираат во рамките на еден месец, така што Netflix е пример дека квантитетот не нуди баш секојаш квалитет, ама потребата за покривање на различните пазари, за да не го сторат конкурентните. Не знам колку мене, како гледач, ми нуди задоволително селекција, затоа што сепак гледам 1 до 2 максимум серии од Netflix и ви коментирам за нив во рамките на месецот, исто колку што гледам, например, серии и на Amazon, и на HBO, и на Showtime, и на Apple, само што тие и нудат 1 до 2 серии секој месец, тоа е севкупниот нивен избор, влечкајќи ги недела за недела, што е нели погубниот нивен метод на работа, што кај Netflix, нели, што би рекле религиозните, фала на Богу, го нема. Заради тоа што тие ја даваат на послужавник во еден ден, па кога има гледач од време, нека си ја гледа по негов избор. Така што таа е единствената предност која што можам да ја лоцирам во хиперпродукцијата на стримерот. Во јануари од нивната понуда ги имате Грабежот во Калеидоскоп, надприродната ТВ серија Lockwood & Co, тинеџерската Dead 90s Show, антологијата на Junji Ito, односно Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, данската Copenhagen Cowboy, француската Represent, италијанската The Lying Life of Adults, шпанските Against the Ropes и The Snow Girl, така што не запираат Netflix со нивната прекумерна понуда. Wednesday е глумена од страна на Джени Ортега, која што е избркала незиното средно училиште затоа што фрлила пирани во базенот, каде што тренирале тимот за ватерполо, затоа што тие го малтретираат незиниот брат Паксли, па незините родители Гомес и Мортиша ја запишуваат во Невермор академијата во Джерихо, односно во Вермонт, кај што исто така бунтовната Wednesday нема да може да се приспособи и ќе биде во судир со ученичките и со директорката. Меѓутоа,
ќе мора да се носи пред се со низините визии за иднината и со однесувањето на останатите чудовишни ученици, од кои, нели, и со кои пред се мора да соработува за да може да се спротистави на чудовиштето Хайд, кое што го демне училиштето и ги убива незините соученици. Значи, станува збор за coming of age елементи кои што се најсилните чинители во серијата, што значи созревање на еден лик во тинејџерскиот период, кај што дури и одметниците на општеството, тие што, односно отпадниците на општеството, извинете, тие што изгледаат поразлично и не се прифатени од околината, наоѓаат место кај што нивниот диверзитет ќе биде заштитен и допуштен пред се, но и таму треба да научи Венсдеј неколку лекции за пред се во рамките на Coming of Age тропите, стекнување на пријатели, прифаќање на поразличните од неа, подпирајќи се на нив, барајќи помош, но и почитувајќи ги туѓите животни избори, без да се има предрасуди кон нив и да се суди кон нив, во потрагата по љубовта и концептот што е воопшто љубов во незиниот водокруг. Меѓутоа, има и таа собствени демони кои што не соодветствуваат, нели, на незините црнобели гротескни погледи на животот кој што веќе таа ги поседува и треба да се соочи со границите на незиниот различен поглед на светот кој што го има, за разлика од нивната околина, како што можете да слушнете и до карикатура се доведени незините закани по туѓите животи со оглед на тоа што Венсдеј милува да милува да гледа хорор сцени во реалноста и едноставно таа е поданик, како што посочи на почетокот на емисијата, едно од тие деца на ноќта која што ужива во малтретирањето на другите, односно во мрачните домени на човечката психа, каде што и е најудобно. Едноставно тоа е јазикот кој што користи, тоа е визурата која што таа подлегнува и во тој облик мислам дека се уште е задржан низиниот цинизам и иронија по кој што таа е препознатливо и пред се тие саркастични подметнувања во диалошкиот облик кој што го краса пред се овој лик. Wednesday's child is full of woe. Woe is the loneliest number. Friend of woe. Woe, what a night. You rip what you woe. Quid pro woe. If you don't woe me by now. И Murder of Woes се насловите на епизодите, кај што многу добро забележавме дека woe мора да има своја функција и улога, па макар и да е некаква си замена на пан, меѓутоа е во некоја фраза или во форма на некоја си препознатлива фраза која што се видоизменува за комичен карактер, каде што се става уште еден акцент за прекумерната употреба на гротеската која што веќе е доведена до карикатуралните домени, меѓутоа не во контекст на незино навредување или исмевање, едноставно во рамки на забавата која што представува оваа серија. Бартон требаше уште во 1991 година да го режира филмот за фамилијата Адамс, кој не можеше да го реализира заради тоа што во тој период работеше на Бетмен, па беше заменет, па потоа планирана беше анимираната серија во 2000-тите, која на Бартон не му се допајаше, заради тоа што не сакаше да ја од студиото не сакаа да ја реализираат во стоп моушн, туку да ја прават во 3D, што тој визуелен план секако дека не му одговара, и уште во 2019 година почнале да се пишуваат драфтовите на сценариото и му ги праќале Алфред и Майлс на Тим Бартон, кој се поврзал со однесувањето пред се на Венсдеј во средното училиште и како, например, тој се однесувал додека бил во средно и не бил прифатен од неговото друштво, низ кој што се издвојувал и на начинот на кој што тој ги перципирал неговите родители, нешто со кое што може дефинитивно сите слушатели на оваа емисија да се поврзат, и најавено беше дури од октомври 2020 година,
кое што би требало да ја работат MGM, што тие бе собственици на правата. Netflix ја одобри во февруари 2021, а снимањето се одвиваше од септември минатата година до март оваа година во Буштени. Се извинувам, ова е градче во јужниот предел на Карпатите во Романија. Така што ова серија е снимена во Романија, искористени се пред се замоците кои што се на располагање и природата околу нив, односно шумите и пасиштата кои се значителен дел од доловување на таа доцна романтичарска, односно готска визура која што ја поседува ова серија. Тука може да правиме една кратка музичка пауза. Имено во продолжение би ги слушнале Candlemas. Candlemas се уште еден бенд кој што ни доаѓа од Шведска, значи остануваме за кратко од Шведска. Тие го издадоа нивниот нов студиски албум Sweet Evil Sun, од кој што ќе имаме можност да слушнеме три композиции, пред се Wizard of the Vortex, насловната Sweet Evil Sun и Devil Voodoo ја избрав, колку да забележиме диверзитет во нивниот звук. Овој албум, ако не се лажам, е 13-ти поред од овој култен бенд кој што твори уште од 1986 година, кој што има веќе една фамилија на членови кои што имаат поминато низ редовите на овој бенд, вклучувајќи го дури и Майкл Амот, и една моќна поставка на тоа што треба да представува и дефиниција пред се на епскиот дум метал. Така што Candlemas е еден од тие бендови кои што сите љубители на дум метал треба да го почитуваат, и нивниот звук е реминесцентен баш за тоа што треба да биде синоним за оваа музика. Не е ништо подалеку и новиот албум, кој што има композиции кои го носат својот мрак и тежината, и пред се моќта која што треба еден риф од дум метал бенд да ја поседува. Така што во продолжение ги слушаме Candlemas со нивното ново студиско остварување Sweet Evil Sun, и потоа се враќам во етер да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките во ТВ серијата Wednesday. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 99-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Wednesday. Во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што глумат во оваа серија, предводена од Джена Ортега, која што ја знаеме како актерка од жанровските филмови Студио 666, таа беше камерманка во X на Ty West, глумеше исто така во новата итерација на Scream и во The Babysitter, односно продолжението Killer Queen. Таа ја глуми Wednesday Addams, 16-годишната девојка која што поседува психички моќи. Таа е испратена во Академијата Невермор, откако ќе фрли пирани во базенот во претходното училиште, за да го одмазни незиниот брат кој што е злоупотребен, односно измалтретиран од страна на нивните врсници. Ортега исто така ја игра и Гуди Адамс, односно тоа е починатиот предок на Wednesday, кого Wednesday го гледа нели во визии од минатото, со оглед на тоа што оваа улога Кристина Ричи е реминесцентна од филмските адаптации на серијал. Мислам дека Джени Ортега е најидеалниот избор за глумење на оваа улога, која што бара да биде ладнокрвен ликот, меѓутоа и да биде сатиричен и љубител пред се на мракот. Меѓутоа интересно е поиграно со потребата на реализирање на себе си, меѓутоа и со осознавањето на ликот за тоа дека не може да се успее во светот сам, туку дека потребно е да се најдат тие блиски пријатели на кои што ќе може човек да се подпре, кое што своите истомисленици Wednesday ги пронаоѓа во рамките на
академијата, каде што прифатливо е да се биде чудовиште и да се најдат истомисленици со кои што ќе може да се парира. Таа е ќерка, значи покрај Паксли мора да напоменеме дека таа е исто така ќерка на Мортиша и на Гомес. Карина Варади ја глуме младата итерација на Уенсдеј. Покрај неа во училиштето може да се пронајде Гвендолин Кристи, која што ви говорев за неа во улогата на Луцифер во ТВ серијата The Sandman, таа исто така глумеше во Game of Thrones. Таа ја глуми во Уенсдеј Лариса Уимс, односно таа е директорката на академијата Невермор и поранешна студентка која што била цимерка со Мортиша Адамс, искуство кое што не го величи многу во нејзиниот живот, односно има потенцијал на парирање помеѓу нив една омраза која што е латентно и се провлекува низ децениите, меѓутоа таа е првата пречка со која што се соочува самата Уенсдеј во академијата, со оглед на тоа што таа сака да ја држи под контрола. Помладата итерација на Лариса ја глуми Оливер Уикман. Покрај неа во училиштето ја имаме и докторката Валери Кинбот, кој што ја глуми Рики Линдхом. Таа е терапевтката на Венсдеј, а Рики ја знаеме од Knives Out, од Hell Baby, од Roar, од Kidding, така што има богата филмска кариера иза неа и таа е една од неколкуте женски ликови кои што се обидуваат да дознаат и да допрат пред се до начинот на функционирање на Венсдеј и нејзиниот поглед на светот. Со надеж дека ќе го подобрат и збогатат пред се Джейми Макшейн, кој го знаеме од Sons of Anarchy и од Тор, глуми Донован Галпин, тој е шерифот на Джерихо, кој што се сомнеа во работењето на академијата Невермор и пред се во инволвирањето на Венсдеј со убиствата кои што се случуваат на незините нови соученици. Хантер Дуан го глуми Тайлер Галпин, тој е бариста во локалното кафуле и пред се синот на шерифот Галпин, кој има романтичен интерес, да речеме, со Венсдеј, односно е своевидна љубовна авантура, барем од негова страна. Со оглед на тоа што колку може да се реализира Венсдеј на тоа поле е веќе дискутабилно. Перси Хайнс Уайт, кој што глумеше во Christmas Horror Story, глуми Ксавиер Торпе, тој е студент во академијата Невермор, кој има способност да ја оживее пред се својата уметност и да го нацрта тој монструозен хајт во кој што е еден од тие ред херенци во кој што се сомнеа Венсдеј заради тоа што се гротесни неговите цртежи, не варе ги самиот е Дориан Греј. Ема Мајерс, која што глумеше во The Glades и Dead of Night, ја глуми младата Енид Синклер, која што е шарената цимерка вркола код Венсдеј, која се обидува да ја стане најдобра пријателка и покрај незаинтересираноста на Венсдеј за неа и незиниот поглед на животот, меѓутоа е многу потребна за оваа серија заради тоа што треба да ја избалансира пред се таа мрачна визура која што ја нуди Венсдеј и да ја демонстрира дека постојат бои во светот пред се и дека не е баш светот црно-бел како што таа го гледа и го представува. На крај се разбира дека колку и да се различни, ќе бидат нераздвојни и би функционирале како една чудна спојка, иако се рефлектира на засеми половини на совата. Джој Сандеј е Бјанка Баркле, односно успешна студентка на академијата Невермор, која што е Сирена и поранешна девојка на Ксавиер. Секако дека тука се и Джорджи Фармер, тоа е Ајакс Потрополус, тој е Горгони ученик исто така во Невермор академијата, уште еден ученик вампир е Јоко Танака, која што е глуми Наоми Џеј Огава и секако да не ја забораваме тука Кристина Ричи,
која што ја знаеме од Yellow Jackets, таа е оригиналната Wednesday, и исто така глумеше и во Buffalo 66, Fear and Loathing in Las Vegas и Sleepy Hollow и многу други филмови серии. Таа ја глуми Мерилин Торнхил, таа е наставничка по ботаника во Академијата Невермор и е домарка која што се грижи во студентскиот дом кај што се сместени Wednesday и Enid. Има неколку прекрасни судири помеѓу Wednesday, односно актерката која што е глумела оригиналната Wednesday, потоа една нејзина нова итерација со друга функција. И секако тука се и Муса Мустафа кој што го глуми Юджин Отингер, односно студент на Академијата на Невермор, кој има моќ да ги контролира пред се пчелите. Помладиот брат на Wednesday, односно Паксли Адамс, го глуми Ајсак Ордонес, и во фамилијата Адамс исто така и забележуваме Кетрин Зета-Джонс, која што ја знаеме од Маската на Зоро, од Терминал, од Трафик, од Чикаго. Таа ја глуми Мортиша Адамс, мајката на Wednesday, која што присуствуваше, односно учела во Академијата Невермор кога била помлада, и денес тоа го прави нејзината ќерка. И секако да не ги заборави Мортиш Адамс на млади години глуми Гвен Джонс, а Луис Гузман, односно кој што знаеме од сериите The Resort, Шеймес и Роудис, го глуми Гомес Адамс, таткото на Wednesday, кој е осомничен за убиство кое што наводно го има извршено во минатото. Лушиус Хејос го глуми во младата своја итерација. И да не ги заборавиме Лърч, батлерот на Адамсови, кој што глуми Џорџ Бурсија, потоа Think, не смееме да го заборавиме, нештото кој што глуми Виктор Доробанту, да, точно го глуми со неговата рака, таа е действителната бестелесна рака и роднина на Wednesday, која е испратена од родителите да ја чува Wednesday на Академијата Невермор. И секако Фред Армисен, да не го заборавиме, тој го знаете од новата итерација на Clerks 3, говорев за него во ТВ серијата Our Flag Means Death, исто така и во What We Do in the Shadows глуми. Тој е вујкото Фестер, тој е вујкото на Wednesday пред се и братот на Гомес, кој што се појавува во една од епизодите. Значи, фамилијата Адамс се состои од Гомес и Мортиша Адамс, нивните деца Wednesday и Паксли, а членови на блиското семејство, нели се чичкото Фестер и нивната грендмама, како што ја нарекуваат, односно бабата, потоа нивниот батлер Лърч и миленичето на Паксли во оригиналната верзија, односно октоподот Аристотел. The Thing, односно нештото кое што подоцна е наречена бестелесната рака, се појавува 1954 за разлика од оригиналните ликови од каишите од 30-тите. Потоа го имаме и братучедот на Гомес, односно Ит, и миленикот на Мортиша, лавот Китикет, кој што се појавува во 60-тите години како своја итерација. И секако танцот на Ортега ќе биде една од тие прекрасни секвенции по кои што ќе се памти ова итерација на серијата Wednesday. Пред се двете Wednesday, ќе така да ги наречеме, старата и новата заедно во финалето кој што глумат една покрај друга, е исто така еден прекрасен белег кој што ја краси ова серија, која што својата прва екранизирана верзија има во 1964 година, и би ми било мизерно да коментирам дали кастингот е погоден на некоја серија која се базира на измислени ликови од стрипови, така што треба само да личат и да се однесуваат како ликовите, така што ако некој актер или актерка не се по мој вкус во актерот, во изборот, тоа апсолутно не значи дека не се соодветен избор. Не работи светот така, најмалку работи Холивуд тоа, не плаќам јас за серијата, не ме, за да се сними, не ме прашуваат мене кој би сакал да глуми, едноставно кој може да глуми, кој е ангажиран, тој ја зазема својата улога, така што јас сум либерален во изборот на кастингот и нема да бидам слепо врзан за Ричи, за Хјустон и за Лиота да ги глумат улогите, заради тоа што јас го имам принципот на театарот, например, заради тоа што тој ми е најприменлив кога се во прашање некакви си веќе култни итерации на некоја си телевизиска пиеса, така да ја наречеме, каде што дозволувам да биде интерпретирана во
секоја различна верзија на авторите, заради тоа што тие го ставаат на крајот на денот нивниот подпис, таа е нивната визија и јас го коментирам квалитетот на нивниот перформанс и пред се пишувањето и реализирањето на ликовите и нивните арки кои што се вметнати и како се вметнати во серијата, заради тоа што тоа е предмет на мојот интерес, а не е предмет на мој интерес да бидам сноб и гейткипер и само моите омилени верзии на актери по секоја цена да се појават во некоја серија, што би било небулозно и јас сум еден од тие либерални филмски критичари кои што одобруваат и допуштаат секаков вид на кастинг, се додека тој си ја врши својата функција и се додека тоа што мене ми е најважно, се добро напишани и реализирани ликови од хартија пренесени на малиот екран. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза и со оглед на тоа што слушаме два бенда од Шведска, ќе се префрлиме во Австралија, односно ќе ги слушнеме Sea Witch, кој што го издадоа нивниот студиски албум Well of Spells, од кој што ќе слушнеме неколку композиции, доколку имаме време се разбира, ќе слушнеме Witches Forever, Force, Artemis Blue и Dark Knight би ја преслушале. Станува збор за бенд кој е некаква си своевидна комбинација на stoner рок, hard рок, гранч елементи имаат, панк влијанија, така што се еден интересен, моќен спој пред се на овие по агресивни, односно на психоделични вајбови, окултни влијанија имаат, се разбира и во името и во пишувањето на нивните композиции, меѓутоа е еден моќен бенд кој што сметам дека беше посоодветен во рамките на магиските инкантации кои што се фрлаат на секаде во овие надприродни серии, така што продолжение ги слушаме Sea Witch и на крај на емисијата ќе се вклучам за да ви говорам за одредени спецификации кои што има ТВ серијата Wednesday. Уживајте во Sea Witch. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 99-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата Wednesday. А за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија, која што има своја најавна шпица, што е придобивка за една серија според мене, каде што имаме одзумирање од предметите на Wednesday, имаме машината за пишување, муволовките, виолончелото, баш така како што треба да изгледа една најава, со нафрлени предмети кои на почеток прилично ништо не му значи на гледачот од првите епизоди, меѓутоа со секоја изгледана нова епизода овие предмети добиваат и тоа како на значење. Поглед на режисерите, Тим Бартон ја режира пола од сезоната и го прави пилотот, потоа Гандја Монтеиро и Джеймс Маршал го реализира финалето, имаат по 2 епизоди, односно поставен е мрачниот свет и училиштето од страна на Бартон, останатите само треба да го следат неговиот пример во Чекор. У поглед на музиката, кај што е Бартон, таму е и маестро Дени Елфман, во соработка овој пат со Крис Бейкон, препознатлива морничава мелодија, може наслушнато со Елфманов манир, со тоа клавич, ембло, пијанино, веќе што и да е, и комбинирано со сите духови кои што ги има тој проголнати инструменти и оркестрацијата. Снимаме гудачки оркестар кој што е доминантен, а има Бартон додадено е електроника дополнително, но без мелодијата во оркестрација немаше да биде тоа што е серијата. Користени се сегменти исто така и од Painted Black на Rolling Stones, Nothing Else Matters на Metallica, Physical на Dua Lipa и Gogolmak на The Cramps. Ќе слушнеме дел од музичкиот избор за крајот на емисијата кој што е работен од Дени Елфман и Крис Бейкон, да уживате во нивната прекрасна оркестрација. Поглед на сценографијата, веќе имаме морничав романски замок кој што има послужено како училиште, како и околните ливади каде што треба нели да се посочи постоењето на надприродното и необјаснливото во рамките на оваа серија у контекст на фотографијата. Сниматели се Девид Ленсберг, кој што ја работеше The Morning Show, и Стивен Пеарсон, кој што
ја сними комплетно Inside Number 9 и Утопија, кои што го оживуваат пред се Бартоновиот морничав свет, си играат со сенките и со мракот, кадрираат крупни планови на ликовите во камерата, дека гледаат во неа, со бокех во позадината, ставен во преден фокус на кадрирањето, така што си поигруваат со овие рамки и секако тмурното и облачно време е од дополнителен ефект дава на начинот на кој што емоционално пред се стимулира ликовите, односно прави еден оквирена таписерија во која што тие се фрлени и пред се кадрирани. Поглед на монтажата, Джей Пришинди, Ана Хјавари и Пол Джи Дей ја работат, не се предолги епизодите, кај што има простор за развивање на главното и неспорените действија. Вниманието на гледачот не се злоупотребува, ама Венсдеј е пред се сидрото околу кое што се одвива серијата. Во поглед на костимографијата и шминката, контраст на ахроматичната Венсдеј е колоритната незина цимерка и пред се целата фамилија на Венсдеј ја негува, ги негува тие црно-бели неанси и пред се во училиштето има посебен вид на униформи кои што специјална итерација добива за Венсдеј во црно-бел облик, така што си има своевиден контраст, односно судир конфликт помеѓу овие два светогледи кои што се реализирани преку самиот колорит. Во поглед на природното го има колку што ви душа сака, со оглед на тоа што имаме врколачка, мистер Хајд, вампири, имаме видовит лик, имаме пресечена рака која што е оживеана, имаме шейпшифтерка и повикане пред се дух, така што има и вештерски потфати во рамките на ова серија. Поглед на хуморот и еротиката, сарказамот на Венсдеј доаѓа во преден план, нема еротика, иако Кетрин Зета Джонс се дави од бакнеже од страна на незиниот Гузман, така што нема да може да се реализира во понатамошниот еротски план ова нивна релација во поглед меѓу тоа љубовта и тоа како е очигледно во рамките на нивното содействување. Во контекст на самите ефекти имаме употреба на CGI поглед на борбата помеѓу чудовиштето Хајд и врколачката, имаме горгони каде што се анимирани змии од нивните глави, имаме сирени, имаме изобилие на CGI која се надприродни битија во прашање. Поглед на флешбек имаме како млади Мортиша и Гомес и млади итерации на останатите ликови од семејството, потоа имаме сонови кои што ги демнат ликовите и халуцинации со предокот, например, кога Венсдеј се соочува каде ги добива преданијата за тоа зашто е таа всушност во академијата и со кого треба да се соочи. Жанровски ова е надприродна coming of age хорор комедија, англиски е стилизираниот јазик кој што се употребува, а во поглед на недостатоците, за мој вкус би преферирал хорор естетика која што може би е поблиска до новата итерација на Сабрина, отколку ова Gateway серија, каква што нели Адамс Фемили од секогаш била, ама Ортега со нејзиниот перформанс е душата на оваа серија и така треба да биде. Иако за мој вкус уште ќе посочиме премногу CGI, привидно е кога Кристина Ричи е ставена во споредна улога во некоја серија, затоа што таа е A-листерка и тоа како треба да и ќе добие тежина на тоа што глумејќи има функција во самата серија, нема само да биде уфрлена епизодиска, тоа мислам дека е привидното. И најголемиот проблем е можеби доближувањето до сериите од манирот на ТВ каналот CW кој што го продуцира, што сметам дека е најголемата опасност за падот на квалитетот со кој што би се соочила Wednesday. Поглед на континуитетот на епизодите, незнаењето кој е монструмот и созревањето на Wednesday се
провлекуваат како два канони низ епизодите, односно како две главни арки, а многу ликови од училиштето ги запознаваме многу кратко и се во некаков константен празен заради тоа што се строго врзани со нивната основна карактеризација, така што не ја добива третата димензија на целовитоста која што треба да има. Можеби во наредни сезони ќе добиеме нешто повеќе од нив поглед на конкретно градењето на ликовите. Серијата си има централен лик, ама има и огромен број на споредни, дури и родителите во ова итерација се епизодисти со оглед на тоа што е спин-оф на Адамс Фемили е за Wednesday, како што е самиот наслов, меѓутоа има преголем број на епизодисти и се дефокусира со тоа самиот гледач. Поглед на интертекстуалноста, 1938 е работен стрип од 1964 година е првата серија за Адамс фамилијата. Култни се филмовите на Бери Соненфилд, односно тоа се првите адаптации на филмско платно, The Addams Family од 1991 и The Addams Family, односно Addams Family Values, извинувам, од 1993. Втората анимирана е 93-92 истиот тој период. 1998 и го имаме Addams Family Reunion. 98 имаме и спин-оф, односно новата Addams Family. Постојат мюзикли и два нови анимирани филма од 2019, се извинувам, и 2021 година неговото продолжение. Имате аналоги и референции, огромен број на серии, огромен број на делата на Едгар Алан По и често е напоменувано неговото име, така што има и паралела се прави самата матура со Кери на Брайан Де Палма, односно на романот на Стивен Кинг и пред имаме хеловински итерации кои што се неизбежни во поглед на воспоставување на паралели со ликовите од популарната култура. Слични серии на Wednesday, секако дека е тука Chilling Adventures of Sabrina, секако дека е низниот пандан Riverdale, потоа Legacies, The Umbrella Academy, The Order, His Dark Materials, исто така уште една надприродна ТВ серија во последно време која што си добива своји нови продолженија на сезоните, секако The Sandman за која што добивте емисија тука, потоа The Midnight Club, Stranger Things, Buffy the Vampire Slayer, култната серија, Smallville на која што имаат работено авторите и на Wednesday, A Series of Unfortunate Events, The Wings, сагата Lock and Key, исто така уште една стрип адаптација, The Bastard Son and the Devil Himself, Teen Wolf, I'm Not Okay With This, Pretty Little Liars, Lovecraft Country, старата итерација и новата на Charmed, секако Penny Dreadful е тука во паралела со природните елементи, Scream Queens со комичните аспекти, Supernatural да ја напоменеме, анимираната Monsters High и The End of the Fucking World. Атмосферата знае да биде драматична и тензична од дадени сегменти, гледливоста е загарантирана и убедливоста постигната од поглед на епилогот. Среќен крај има за решавањето на мистеријата на монструмот и пред се победувањето на непријателката од заседа. Загубата представува губитокот пред се на директорката, а Wednesday треба да ги остави сами да се борат надприродните деца со непријателите и се разбира дека нов вештер ќе прогонува од другата страна на животот, кој епилог кој што е функционирачки, ама е наивен, што е пак во контекст на самата серија, односно на самиот избор на ситуирањето на ликот во училиште и начин на кој што се реализира низиниот сооднос со учениците и решавањето со проблемот во контекст на зверовите кои што таму демат. 8 од 10 е мојата евалуација, а во контекст на продолжение може да има колку им душа сака на Netflix, додека го отворат нивниот паричник, затоа што авторите веќе имаат на ум да тераат уште серии, ако не ја доразводнат, со оглед на тоа што Wednesday има нов дем, значи ќе треба да крши машки срца во иднина. Едноставно, според податоците кои што ги објавија Netflix, наводно повеќе од 50 милиони домаќинства ја гледале серијата од низиното појавување, што од прилика би значело
нешто околу 340 милиони часа на прегледување. Според Netflix ова се цифри кои што треба да ги прифатите со релативизам, заради тоа што не се Netflix за верување која објавува вакви податоци и метриките кои што ги се под нивна комплетна контрола. Меѓутоа е една од најгледаните ТВ серии барем оваа година која што се појавила на Netflix. А за крајот на емисијата мора да напоменеме неколку културни случувања во рамките на овој град, со оглед на тоа што имаме тотално опуштање, односно слушачка промоција на нивниот албум Летечки булдожер оваа сабота во 20 часот во Мало Браво, потоа Растент и Беседа свират во Браво оваа сабота во 20:30, Тодор Караколев е во Мака 14 декември 21 часот. Секако може да присуствувате на ретроспективата на филмовите на Иржи Менсел во кинотека. Рамбо Амадеус вечерва е заедно со неговиот Биг Бен Филхармонија Скопје од 20 часот. Иако вчера имавме една неверојатна можност да го погледнеме Рамбо во акција како гостуваше на македонскиот бенд Триджект во Олскул и направи една незаборавна и пред се надреална свирка со неговата джем сесија. А 24 декември Архангел над Скопје од 20 часот во македонскиот Народен театар настапуваат, а наредниот викенд, односно наредниот викенд е планирано моето заминување и присуствување на филмскиот фестивал Winter Apricots, каде што има моја селекција, промоција на мастерклас, така што ќе отсуствувам од водењето на емисијата за наредната недела, со оглед на тоа што обврските ме носат во прилеп и славењето на домашниот филм пред се и говорењето за кои се квалитети кои што пред се тој го поседува. Така што нареден викенд имаме едно интересно патување на Winter Apricots, со тоа што ќе се вратам за 2 недели на етери, ќе ви говорам за наредната серија која што ќе биде избрана за анализа и ќе преостане уште последната епизода за декември, каде што секако ќе се направи изборот за најквалитетните ТВ серии во рамките на годината, веќе традиционално. Вие го слушавте 99-тото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира квалитетите и недостатоците на првата сезона на Wednesday. За крајот на емисијата и слушаме композициите кои што се наоѓаат од самиот скор. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува овој четврток на ова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.